Оваа година во однос на лани бележиме поголем број пациенти со респираторни симптоми. Во овој период, некарактеристично за ова време од годината, се појавуваат и цревните вирози. Лекарите велат дека во континуитет се повторуваат препораките се со цел заштита и превенција, а превенцијата е клучот на јавното здравје. Задржување на личната хигиена и соодветната облека се дел од препораките. На бремените жени и на хронично болните не им се препорачува престој надвор на студено време. Кога еден член од семејството има респираторен ефект, тоа се пренесува и на другите. Ова посебно се случува кај децата, бидејќи кај нив многу малку може да се одржува лична хигиена. Апелот до родителите е да ги воспитуваат децата да одржуваат личната хигиена. Токму затоа се создава состојба и на зголемениот број на респираторни инфекции. Сакам да апелирам, кога веќе луѓето се болни од грип, значи доколку не направиле заштита превентива со вакцини, потребно е лекувањето да биде адекватно. Голема заблуда е кај населението дека треба да користат антибиотици, напротив, антибиотик кај грипот не се користи. Лекувањето е симптоматско, тоа подразбира користење на антипиретици за високите температури, аналгетици, значи за болките кои што ги има и ударни големи високи дози внесување на витаминска терапија од групата на сите витамини и доста да обрат внимание на начинот на исхрана. Пациентите се јавуваат во дежурните пунктови, особено во период на викенд, кога матичните лекари не работат. Најчесто доминираат респираторни вирози, зголемена температура, кашлица, зголемен крвен притисок. Станува збор за грип и за настинки. Би препорачал на пациентите да се јавуваат кај своите матични лекари на преглед и да ги следат советите од матичните лекари. Исто така да се пијат колку што можно повеќе течности, да се внесуваат повеќе витамини, антиоксиданси за се зголеми отпорноста на организмот. Денес од Центарот за јавно здравје не информираат дека бројот на регистрирани пациенти од грип се уште не се знае. Во текот на утрешниот ден ќе се знаат и резултатите, но се очекува бројката да не се намалува.